Десетина полициски службеници кои главно работат на издавање на нови пасоши, проверка на документи и сликање се уапсени во акцијата на МВР во врска со аферата за издавање на пасоши на познати криминалци и наркобосови од регионот. Откако ВМРО ДПМН ја објави скандалозната афера што ја крсти мафија, полицијата презема акција за која тврди дека ја подготвувала цела година, но на крајот се сведе на апсење на ситни риби. Првиот човек на опозицијата Христијан Мицковски денеска прстот го впири во МВР. Вели дека акцијата во која се апса десетина вработени во полицијата е доказ дека власта станала гнездо на мафијата. Барани поради организиран криминал, наркотици, убиства, насилство. Државата станала услужен центар, логистика на сериозни криминални милија овозможувајќи заштита. Свиркач достави информации дека постои организирана мрежа за изработка и издавање на патни исправи, пасоши, кои се давале на високи мафијашки структури. И тоа директно во Министерството за внатрешни работи. Најскапото се добивало најевтино. Се работи за легални пасоши, одобрени, изработени, издадени од Министерството за внатрешни работи и полициски структури, но со украден идентитет. МВР пак ја обвини опозицијата за саботажа на акцијата која вела дека ја спроведувале година наназад. Сепак Мицковски е дециден дека шемата која дозволило Министерството за внатрешни е шамар за правната држава и тесната врска на македонската власт и криминалните структури. Дај Боже стално вака да ги саботираме и да ги инспирираме да ги завршуваат акциите, но треба да почнат од себе. Не да почнат од службеникот или службеничката која што зема отисок од прст или фотографира. Бидејќи на нив им било така кажано од некои други структури во МВР. Затоа што немојте да ме убедувате дека службеникот кој што фотографира или зема отисок знае кој е Јован Вукотич, а уште помалку знае кој е Ѓорѓе Андонов. Или пак Седат Пекер, а уште помалку знае кој е Џадин Адемовски. И уште такви стотици лица. Да бидеме сериозни. Во оваа држава криминалот, мафијата има своја држава. Според информациите на ВМРО ДПМН, биле издадени стотици вакви документи, а биле посакувани од сериозни криминални структури кои под туѓо име ги спроведувале своите бизниси. Информациите за аферата до опозицијата доаѓале од свиркачи, а Мицковски најавува дека деновиве истите ќе завршат во обвинителството. И јавната обвинителка Вилма Русковска во изјава за Алфа вели дека ќе даде шанса МВР како надлежна институција да поведе постапка за лажните идентитети издадени на шефови и членови на наркокартели од регионот.